Цивил медија. Дали ќе има попис во диаспората и како ќе се одвива тој попис? Дали со матичен број само? Нема да има класичен попис во диаспората, како што имаше обид да има во 2011 и 2002 година. Туку ќе има попис на лицата што се наоѓаат во странство. Два главни начина ќе има на попишување на овие лица. Прво ќе се овозможи преку посебна апликација на нашата веб страница самите да се попишат лицата што се во странство, а втората можност ќе биде да добиеме податоци за лица што се во странство од оние лица кои што се нивните роднини, блиски членови на домакинствата кои што се наоѓаат во земјата. Значи ќе се обидеме на секој начин да ги опфатиме што е можно повеќе лица што се надвор, бидејќи тие информации се исклучително битни со оглед на тоа што Македонија, како и сите останати земји во регионот, за жал е емиграционно подршје и сите сме свесни дека голема популација ни отиде на надвор, сакаме да добиеме информации за нив. Тоа е единствената цел со пописот и на поводност на стравувањата дека ќе има било какви злоупотреби во овој дел. Нека не се плаши никој, со оглед на тоа што овој попис ќе биде, во овој попис ќе се користи така наречениот комбиниран метод, се ќе се проверува, значи ние користиме и регистри, се ќе се провери, било кој не може да се протне никој кој што не би требало да биде единица на попис. Од друга страна, ќе бидат користени сите правила кои што ги пропишува меѓународната заедница во однос на пописот, во однос на дефинирањето на категориите на населението, независно од тоа што ќе биде се цел на пописот. Значи секоја категорија на населението како што е дефинирана согласно препораките на Обединетите нации и Евростат ќе биде така дефинирана и во нашиот попис. Од тука се ова што го слушам во изминатава недела, што го читам по порталите, дека ќе има било какви сравнувања дека ќе се попишуваат, не знам, луѓе што не постојат, луѓе што починале и така натака, сето тоа ќе се проверува. Ние како институција добиваме информации за секое и раѓање на дете од наши државјани во странство, меѓутоа за жал и за лицата што починале во странство. Така да се проверува, сите податоци ги имаме во нашите бази и тоа ќе нема да има можност за никаква злоупотреба. Може. Дали имаме никоја статистика, како вие, директор, колку жители имаме надвор од државата моментално? Да имавме таква статистика, немаше да има потреба да бидат вклучени овие лица во пописот. За жал немаме таква статистика, невозможно е да ги следиме иселувањата, бидејќи за жал никој не го регистрира своето иселување, затоа и се вклучени и овие лица во пописот да прибереме информации за нив. Веќе е дефинирано, за жал, моето мислење кое се го пусти во јавноста да нема етничка припадност во пописот, јавноста реагираше обратно, ние мораме да ја послушаме јавноста и бедегот ќе биде вклучен. Дали ќе има на секој регион по двојца набљудувачка, да ги речам, во терен? Не. Значи, во принцип, за секој пописен круг има по еден попишувач, само во оние мешани средини, каде што има лица од различни етнички заедници, каде што говорат различен јазик, заради можноста да се попишат на сопствениот јазик, има 20 па и повеќе попишувачи. И тоа само во тие случаи. Не она како што беше во минатиот попис, да има за секој пописен круг од 20 попишувачи. Како ќе се попишуваат оние што патуваат нели во странство, па извесен период престојуваат таму, па се враќаат тука? Кај ќе влезат? Идеме времето на престој во странство. Добро, тоа е. За оние кои што сезонски одат да работат во странство, например, е времето колку што, ако се наоѓаат во моментот во странство, колку се таму. За оние кои што се трајно во странство, а доаѓаат во татковината за одмор, за посета на роднини и пријатели, тој прекин не се смета, тоа отсуство од таму кај што сега се наоѓаат не се смета за прекин на престојот во странство. Има некоја должина или Не, треба да престојува таму? Независно. Значи, дефинирањето на вообичаеното место на живење го кажува, ја дава и ги дава и правилата како се постапува. За прешироко да го објаснувам, тоа ќе биде образложено во методологијата. Цивил медија.